обкружен со неговите нови членови на кабинетот. Председателот Доналд Трамп ги бранеше големите кратења за владините трошоци на неговата администрација, велејќи дека има мандат од гласачите. Јас сум избран врз основа на даноците и врз основа на многу работи како границата, но и врз она за балансирање на буџетите, враќање на нашата земја во добра форма и ова е голем дел од тоа. Трамп ги пофали брзите напори на Илон Маск за намалување на владиното расипништво. На состанокот на кабинетот, технолошкиот милиардер им рече на новинарите дека неговиот оддел за владина ефикасност треба брзо да се движи за да постигне намалување на дефицитот од трилиони долари до фискалната 2026 година. Потребно е да се заштедат 4 милиарди долари дневно. Секој ден од сега до крајот на септември. Ќе грешиме, нема да бидеме совршени, но кога ќе направиме грешка, ќе ја поправиме многу брзо. Лидерите на синдикатот и демократите во Конгресот се противат на затворање на цели владини агенции, како и за целта на администрацијата да ја намали федералната работна сила од околу 2,4 милиони вработени. Не одете со секира да ги исечете сите добри работи заедно со работите кои се отпад, измама, злоупотреба. Ниту еден паметен бизнисмен не би го направил тоа. Мислам дека тоа што тие го прават е едноставно навредливо. Ги повредува луѓето. Неколку федерални вработени на пробен период, кои неодамна беа отпуштени, ги споделија своите искуства на така наречената веб емисија на Zoom, организирана од демократскиот представник Ро Кана. Адвокатот Майкл Грангард, кој 2 пати гласал за Трамп, беше отпуштен од одделот за земјоделство. Мојата улога беше да се осигурам дека програмите функционираат легално, се чини дека тоа е многу повеќе со зголемувањето на владината ефикасност и намалувањето на владиниот отпад. Јас сум оженет, имаме 2-годишно девојче, во април очекуваме син. Бевме осигурани преку мојата работа. Научниците исто така протестираа во последните денови поради намалувањето на медицинските истражувања и отпуштањата. Политикологот Джонатан Хансон се осврна на влијанието на мерките на одделот за владина ефикасност. До сегашните напори се чини дека се драматични потези кои веројатно нема да имаат големи заштеди на трошоците на краток рок, ќе бидат штетни за владиниот капацитет на долг рок. За сега се чини дека намалувањата политички не му наштетиле на Трамп, велат аналитичарите. Не мислам дека реакцијата беше многу негативна, бидејќи мислам оти рейтингот на Доналд Трамп не е опаднат или понисок од колку што всушност сега е. Мислам дека идејата за апстрактно намалување на трошоците е всушност прилично популарна. Тој вели дека прашањето ќе биде како американците реагираат во текот на неколку месеци на потенцијалните нарушувања на владините услуги од кои се навикнати да имаат корист.